Па тешко е да се одреди зборот, меѓутоа асоциацијата на пазар, тоа е пазар. Кога би требало да ја представиме берзата со еден збор, мислам дека тоа треба да биде зборот предводник. Во нашиот јазик зборот предводник некогаш значи предводник лидер, некогаш значи предводник промотор, некогаш значи предводник иницијатор. Берзата би опишала со еден збор можности. Најдобро би кажал ролер костар на некој начин, пазар, место каде што се спојуваат различни психологии, енергии, место на размена на добра. Македонската берза е шармантен балкански адолесцент. Тој збор е стрес, пошто цело време така се одвива работите, така и почна берзата со многу турбуленции, а присуството моје цело време што бев овие 25 години на берзата, имаше многу динамики, многу промени, многу, пак ќе кажам, стресови, пошто пионери кога тоа е, се учи, во исто време се учи и се греши. И тогаш у почетокот и немаше многу знаење. Ако може да се опише мојата кариера, би опишала со зборот искуство. Сметам дека тој збор би бил зборот континуитет, затоа што сиве овие 25 години покушаваме континуирано да ги зголемиме бројот на трансакциите, да го зголемиме обемот на тргување, да го зголемиме бројот на клиенти, потенцијални инвеститори кои тргуваат со карти од вредност на македонска берза. Секоја работа под нивото има свое време. Па може би инспирација, би рекол предизвик голем, искачување по некоја стрмна планина, кој нели долг пат по кој што треба да се искачи, така да може би импресивно себе во изминатите години, во целата кариера. Имаше многу аукции во почетокот со тие државни харти од вредност од Агенцијата за приватизација. Тука имаше многу турбуленции, многу надпреварување меѓу фирми кои што сакаат да купат. Во главном беше тој еден добар период. После да не редам, пошто сите знаат како се движеја работите, дојде оној пикот на берзата, кај што беше многу убаво, али кратко траеше. Сите работи што се убави кратко траат, така да после тоа последиците долго време ги лечевме до пред 2-3 години да повторно се нормализираме и уште не сме, али до некаде се нормализира движењето на берзата, односно да не биде она, ја што кажам стално, копа име срцевиот ритам, да биде со осцилации, ама по-мали, а не со огромни, кои што беше 2007-2008 година. Па, кога правиме некоја рекапитулација на настаните наназад, не може да не се спомне периодот 2007 година. Таа година ми се чини останува во колективната инвеститорска меморија, иако тоа беше период кој што започна 2005, траеше до 2008, сепак 2007 е легендарната. И тогаш беше стварно предизвик да се биде брокер. Се работеше под голем притисок, со многу јако темпо, се работеше многу мануелно на крајот на криштата, со можности за грешки и се правеа грешки. И беше стресно. Тој период би можела да го споредам и со 2020, почетокот на пандемијата, март-април, имавме слична берзанска динамика со дополнителна еден стрес во смисла на зачувување на здравјето на вработените и истовремено од задржување на процесите, на континуитетот на процесите, а како да се одговори на напливот на барањата на клиенти. Сите овие години најголем предизвик за мене беше враќањето на довербата на инвеститорите во пазарот на капитал, особено по големата глобална економска криза, кога цените на индексот и на хартиите од вредност континуирано паѓа на светските берзи, па и на нашата берза. Ние како брокери секако дека би потенцирале дека најголеми предизвици се онаму каде што сме имале можност да работиме со светски познати компании како наши клиенти и каде што сме оствариле поголеми обеми на тргување. Повеќе собственички преструктурирања, собственички консолидации, можеби најголем предизвик беше, ајде да кажам, поголемите пакети на акции кои што ги поседува меѓународните финансиски институции, кои што ги има во
дел од финансиските институции кај нас, кога требаше да ги продадат, да ги отуѓат тие акции. И мислам дека најмногу и време и енергија требаше да се искористи за да сепак тоа се заврши како еден успешен процес. Па, последната деценија на македонската берза има доста анемичен старт. Значи, периодот 2010 до 2015 беше со слабо тргување, слабо обем на промет, мали осцилации во индексот. Нешто што се истакнува во тој период е задолжителната котација, втора задолжителна котација, која може би не донесе нов берзански материјал, меѓутоа донесе зголемена транспарентност на пазарот. Потоа следеа и воведувањето на нови типови на налози за тргување, што им донесе флексибилност на брокерите во поглед на постапувањето, ракувањето со налозите. А веќе па вториот период од оваа декада има една нова динамика. 2015 започнува Сейлинг проектот, таа меѓурегионална соработка помеѓу берзите. И за нас, како локален пазар на капитал, донесе неколку придобивки. Значи, едното беше за прв пат се овозможи излез надвор од локалните граници. Македонските инвеститори прв пат добија можност да тргуваат надвор, иако тука во локални рамки, во рамките на регионот. Втората придобивка беше за брокерите од големо значење, тоа беше модернизација на брокерскиот софтвер, кое што значеше автоматизација на интеграција на системот на берзата, системот на брокерите, системот на депозитарот. И по мене најреволуционерната придобивка од тој процес беше воведувањето на електронските налози. Многу трансакции, експанзии, рецесии во целиот тој период од 10 години, како што кажав, собственички преструктурирања, консолидации, ликвидност, неликвидност на пазарот, значи повеќе аспекти, сепак кои што ги одбележаа овие 10 години. Ако првите 10 години од 21 век беа познати како изгубената декада за финансиските пазари на капитал, тогаш следните 10 години се веќе декада на опоравување и еден долг период на биков пазар, кога се опоравува и цените на индексите и на акциите на светските берзи, а така и на нашата берза. Последната деценија сме сведоци после оној бум во 2008 година и појавувањето на светската после тоа финансиска криза, бевме сведоци дека се намали интересот во инвестирање во хартии од вредност. Како кај странските, така и кај домашните инвеститори. Така да бевме сведоци на еден пат на обемот на тргување и бројот на трансакциите, кој што својот минимум го достигна во 2015 и 2016 година, но поново после тоа сме сведоци исто така и на растот, на враќањето на довербата кај инвеститорите, за жал преди се сега само на домашните инвеститори, се надеваме во иднина и на странските инвеститори во тргувањето со хартии од вредност во Република Македонија. Последна деценија е борба да надминеме 2008 година. Тоа беше одбележувањето многу мачно, многу тешко. Самите знаете од берза дека во пикот имаше скоро 28-9 брокерски куќи, после тоа 18 колку беше затворија, затоа што ги пресече тој пат на берзата. Дигитализација, регионално прегрупирање, нели консолидација, спојување со некои од регионалните берзи, можност за тргување на странски пазари, поврзување на некој начин како што се исто голем дел од берзите како што се припаѓаат на меѓународни организации и следење со нови технологии во секој случај. Сметам дека е пожелно една успешна докапитализација или една успешна емисија на нови акции, кој ќе му даде позитивен импулс кон инвеститорите за постојано инвестирање во ваков тип на хартии од вредност. Новата реалност на македонската берза е потребата пред се од поголема палета на финансиски инструменти, особено ликвидни финансиски инструменти, исто така поврзување со светските берзи и отварање кон светските финансиски пазари,
како и продолжување на оној тренд на електронско тргување и дигитализација на самиот начин на примање на налозите. Мора да се отворат компаниите со нови емисии, за да биде таа нова реалност подобра. Материјални треба, нови компании што се регистрираат. Јас сега за жал морам да кажам дека од контактите со компаниите, од АД се претпарат во ДЕО. Не сакат ревизорски извешти, не сакат контроли, не сакат... Мислам, за жал, тоа е... Ако сакаме да бидеме на запад, ако сакаме во светот да се измешаме, со нашата берза да биде актуелна и за странски, некои инвеститори и странски берзи да доаѓаат тука да инвестираат, мора тоа да се смени. Мислам дека новата реалност на берзата се новата генерација на инвеститори. Ние до сега сме навикнати на една поинаква акционерска структура, а новата генерација на инвеститори се помлади генерации кои што имаат можеби помала финансиска моќ, ама имаат посилно финансиско и дигитално образование, имаат различен инвестициски хоризонт, различен ризичен апетит и се пред се ориентирани кон странските пазари. Во таа смисла странските пазари остануваат и ќе продолжат да бидат силна конкуренција на македонската бирза, меѓутоа тоа не е па и нужно лошо за македонската бирза, затоа што можеме да очекуваме дел од тој капитал да се врати назад оплоден, а инвеститорите да се вратат назад збогатени со знаење и искуства. Тој меѓународен контекст значи ќе продолжува да биде актуелен за македонската бирза. Како прво го имавме НАТО интеграцијата, чиј што ефект изостана заради пандемијата, меѓутоа како што ќе привршува пандемијата, ќе се откочуваат евроинтегративните процеси на државата, се очекува нели да стигне тој ефект, а тоа е враќање на странските инвеститори во Македонија, странските портфолио инвеститори. Една работа и втора работа што е мислам најзначајна што ни следи, а тоа е усогласување, хармонизација на законодавството со ЕУ директивите. Значи воведување на МИФИД регулативата ќе значи промена на целокупниот пазарен амбиент и за нас како пазарни учесници, и за бирзата како пазарен оператор, и за сите други чинители на пазарот.